Завршено вештачењето на пиротехничките средства на Дрина Ахмети, скопското обвинителство ги добило материјалите и сега ќе одлучува дали ќе има обвинение против внукот на Али Ахмети. Министерството за внатрешни работи до основното јавно обвинителство Скопје го достави вештачењето со известување за настанот. Предметот е распределен кај јавен обвинител кој презема действија. Голем број правници се на ставот дека според она што е пропишано со закон, тој треба да одговара согласно член 396 од кривичниот законник за кој е предвидена казна затвор и до 10 години, но за тоа ќе одлучува обвинителството. Првиот човек на МВР претходно кажа дека полицијата ја завршила својата работа и одговорноста ја префрли токму кај обвинителството. Според Оливер Спасовски во поднесокот на Министерството за внатрешни работи стоел и членот 396 од кривичниот законник што треба да значи кривична одговорност од Дрина Ахмети. Ние сме поднеле известување до јавното обвинителство во однос на нашите сумненија и повеќе, меѓутоа треба да се земат во предвид сите овие факти и докази кои што се и на основа на тоа ќе ги донесе одлуки. Дрина Ахмети беше фатен со 796 парчиња пиротехника пред 6 дена на 30 декември. Според премиерот Димитар Ковачевски, тука немало никакво политичко буре барут, кое може да ги разгори односите во коалицијата, бил едноставно фатен при редовна полициска контрола. Јавноста се уште не знае каде со лисици на рацете Дрина Ахмети беше спроведен со цивилно возило на полицијата. 3 часа пееше во Беко, откако тигри во близина на страта Скопска чаршија го фатија со полн гепек пиротехника во Рендж Роверот со албански регистарски таблички. Инаку името на младиот Ахмети стана актуелно кога за 0 евра се доби 39% од трговскиот центар Соравија во центарот на Скопје, чија вредност е процената на повеќе од 30 милиони евра. Тогаш за оваа купопродажба на Дрина Ахмети не се заинтересираа ниту полицијата, ниту обвинителството.